Никогаш живописан рај за Скопјани во летните месеци, денеска само лоша сенка од минатото. Езерото Треска со капацитет од 10.000 капачи е изградено во 1978 година со само придонес од жителите на главниот град, а брзо станува еден од најпопуларните рекреативни центри во Македонија. На оваа локација, покрај Скопјани, се рекреирале и гости од сите делови на земјава, но и од регионот. Но само 2 децении подоцна, во 1998 година, започна неговото пропаѓање. Поради негрижа, недостиг на инвестиции и појава на бактериолошко загадување, езерото беше затворено за капање, а животот околу него почна да згаснува. Треска беше многу повеќе од обично езеро. Околу него никна бунгалови, кафулиња, ресторани, базени, гардероби, спортски терени. Во летните месеци тука се славеа свадби, се одржуваа забави, а кампот со околу 550 приколки беше препун со семејства кои доаѓаа да најдат спас од градската врева. Дури откако водата стана небезбедна, најпопуларните посетители продолжија да се собираат, не дозволувајќи просторот сосема да биде заборавен. Денес погледот врз Треска е тажен и горчлив. Коритото на езерото е суво и обраснато со диви трски, ѓубрето е распослано секаде, а остатокот од некогашниот камп и урнатите објекти раскажуваат приказна за заборав и занемарување. Општинарите од Сарај во 2021 година ги урнаа преостанатите објекти, ветувајќи дека на нивно место ќе никне нов спортско-рекреативен центар, опкружен со хотели, бунгалови и трговски центри. Во 2013 година, во времето на владата на Никола Груевски, управувањето со езерото беше префрлено од град Скопје на општина Сарај. 6 години подоцна, со одлука на владата предводена од СДСМ, дел од околното земјоделско земјиште беше пренаминето во градештво. Општина Сарај подготви детален урбанистички план, а во март 2021 година беше донесена одлука да се основа туристичко развојна зона Сарај езеро Треска со посебни погодности за инвеститори. Според планот, просторот околу езерото Треска требаше да се подели на 4 блока: спорт и рекреација, бунгалови, хотели, трговски објекти. Комплексот требаше да вклучува шанкови, соблекувални, детски капчиња, па дури и пазар на отворено за локалните земјоделски производи и ракотворби. Планираната инвестиција беше процената на околу 200 милиони евра, а рокот за реализација 3 години од почетокот на изградбата. Сепак, 4 години подоцна, ништо од ова не се случи. Според последните јавно достапни информации, националниот оглас за избор на инвеститор досега не е распишан, а пречка за тоа не е решените имотно-правни прашања околу земјиштето. Доколку некогаш се најде инвеститор, според предвидените критериуми, тој ќе мора да обезбеди ревитализација на самото езеро, вклучувајќи изградба на пречистителна станица за вода. Исто така, за проектот да добие одобрение од Министерството за животна средина, потребно е позитивна оценка дека изградбата нема негативно да влијае на реката Треска, која што минува во непосредна близина. Иронично е што владата во моментов троши 250 милиони евра пари од унгарскиот кредит за асфалтирање на улици во општините кои што се асфалтираат и по неколку пати. За жал, за обнова на езерото Треска не се најде ниту волја, ниту средства за да се обнови. Општина Сарај, но и Агенцијата за развој на туризмот не одговорија на нашите прашања што точно се случува со проектот за езерото Треска. Нема објаснување каде заглавија ревитализацијата, ниту зошто ветената туристичка зона остана само на хартија. Во меѓувреме, коритото на езерото Тивко сведочи за еден пропуштен потенцијал и за уште една туристичка приказна на заборав во срцето на Македонија.